Расипани автобуси се уште возат патници на меѓуградски линии во небезбедни услови, алармираат луѓето во дописи до нашата редакција. Чести се примерите кога патниците тргнати кон работните места треба да чекаат со часови за да дојде друго возило и да го продолжат патот. Исто така и податоците на полицијата укажуваат на фактот дека се возат автобуси и друг вид возила за јавен превоз кои не се исправни. Тетовската сообраќајна полиција во периодот на изминатите 8 месеци, од 1 јануари до 31 август, во разни видови контроли констатирале неисправности кај 95 возила, од кои 53 од Тетовскиот регион и 42 од Гостиварскиот регион. Кај 1/3 од нив неисправни биле уредите за сопирање и управување на возилата. Кај автобуси, минибуси, такси комбиња и такси возила биле констатирани неисправности на уреди за кочење и за управување, и тоа кај 30 возила, кои веднаш биле исклучени од сообраќај, а при тоа биле понесени и 35 барања за поведување на прекршачна постапка за правните и одговорните лица. Ова се загрижувачки податоци, вели Тони Ласовски, професор по предмети за сообраќај во Тетово, особено ако се знае дека страшна трагедија се случи поради неисправен автобус пред неколку години кај Ластарци. Покрај тоа што овие возила може да бидат директни учесници во сообраќајни незгоди, исто така можат да влијаат индиректно врз случувањето на сообраќајните незгоди, поради тоа што истите возила можат да застанат на коловозот, да го попречат одвивањето на сообраќајот, ја намалуваат прегледноста, ги приморуваат возачите на другите возила да преминат на спротивната страна од коловозот, со што се создава опасност од судар со возилата кои што бидуваат во спротивната насока. Исто така, технички неисправните возила се загадувачи на животната средина со тоа што испуштаат зголемена концентрација над законски дозволената на штетни состојки во издувните гасови и со тоа ја загрозуваат, односно ја загадуваат човековата околина. Ваквите возила не треба да се користат, апелира професорот. Како мерки кои што би придонеле да се намалат ваквите негативни појави, пред се би спомнал позачестени контроли на сообраќајот на јавните патишта, што се однесува до овие возила, потоа да има нулта толеранција према оние системи кои што се од битно значење за безбедноста во сообраќајот, како што се системот за сопирање, системот за управување, емисијата на штетни издувни гасови и така натаму, и зголемување на свеста, подигнување на свеста на јавноста преку едукативни програми за важноста на безбедноста во патниот сообраќај. Технички неисправен автобус беше причина за најголемата автобуска несреќа на превозникот Турмотурс во 2019 година, при што загинаа 16 патници, а скоро 40 беа повредени. За оваа несреќа 6 луѓе се осудени на затворски казни.